Медот е еден од состојките кои луѓето го користат за подобрување на имунитетот. За една тегла не ви треба тендер, за поголеми количини тендерот е неизбежен. Тоа што е клучно според познавачите, потребно е да внимавате кога ја отварате теглата да не ви паднат рацете во медот. Таков случај на рачиња во медот обелодени скопската градоначалничка, со што и впрочем започна битката за тендер тежок 130 милиони евра, но и кулминира носите помеѓу ВМРО ДПМН и Јарсовска. Дали ќе поднесете иницијатива за кривична одговорност против? Да, ќе поднесеме, го кажавме тоа. Сите документи, квалификацијата не сме ние тие кои што даваме квалификација на дела. Да се вклучат во, бидејќи велите самоволие дека имало. Ние ќе ги доставиме документите до надлежните институции и постапувањето понатаму останува на нив. Како да знае градот што правите кога не е информиран? Не вака се гостиното е јасно, него не сум му пријателка, другарка од мало па да ме кани. Има извештај кој што треба да го достави. Има начин на кој што се комуницира со предпоставен. Само да завршам, ве молам. Ана, може да само да сега јас викнав конференција, само што да го кажам, па после тоа ќе ја препуштам. Но тука не запира борбата. Шпицниот градоначалник, како што милува Арсовска да го каже Христијан Мицкоски, не изостана од речникот нејзин, која милуваше да го спомене откако тој се скара. Жестоките битки се преселија и во Советот на град Скопје. Едно копче и еден микрофон меѓу главните причини за лични преписки наместо советнички прашања во интерес на граѓаните. Заради недоличното однесување на градоначалникот Арсовска и единствено недолично однесување во оваа зала го имате вие. Продолжение на седницата закажува Немате грам интегритет. председницата за Жално е што си ја редовната завршивте седница на кариерата како 14 деспот. закажува за 14 ноември во 11 часот. И немојте да ги организирате синдикатите против овој град. Вие директно штетите на овој град со вашето однесување. Во 2 часот ако сте организирале да го тероризирате градот преку вашите политички синдикати, да знаете дека тоа граѓаните го гледаат. Да, затоа сме, затоа што овој деспот нема право тука да одземе глас. Јас имам право како градоначалник, што треба да правам во заштита на интересот на граѓаните. И додека инспекторатот за локална самоуправа проверуваше кој го украл микрофонот, драматично сценариот доби на жестока кулминација со што градот за прв пат остана без јавен градски превоз. Значи, до тука ни дојдовте со овие закони. До кога закон? Зошто постои закон за датум, значи 15, зошто не се почитува тој закон? Зошто утре ние да го почитуваме законот за штрајк? Нема да го почитуваме. Нека не избркат сите од работа. Сите буквално нека не избркат од работа. Ние утре со жени, со деца одиме таму. Па вие размислете. Тепајте се ако сакате внатре. Што сакате правите? Пари бараме денеска. Утре пари сакаме, ништо друго. Немам пари дома да носам. Разберете една работа. Веднаш потоа, битката се префрли низ целиот град, со што приватните превозници го блокираа градот од Јарсовска им должела пари. Во книгата за градот Скопје ќе се запишат многу историски настани проткаени низ партиското беседничарење и под закрилата на интересот на граѓаните кои очигледно ќе испијат многу цеден лимон за да го зачуваат имунитетот, бидејќи обичниот граѓанин, за разлика од партиските луѓе, внимаваат да не им паднат рацете во медот.